Почитувани наши читатели и верни гледачи, испраќаме уште една година. Во заминување оваа 2021 година, која што беше исполнета со многу предизвици, ама и со многу убави моменти. Токму во оваа 2021 година порталот Охрид Њуз започна и со нов начин на емитување и внесе свежина во медиумскиот простор. Во тие рамки започнавме и со емитување на емисијата На Муабет. И дојдовме и до последното издание за оваа година. Во ова новогодишно издание ќе ги слушнете желбите на охриѓани, ќе слушнете што посакуваат за новата година, каде ќе ја дочекаат и каква е атмосферата низ охридските улици. Не би била новогодишна емисија ако не внесевме малку и свежина од новогодишниот Дедо Мраз, кој што на свој начин успеа да насмевне 6000 дечиња. Тој им додели пакетчиња на сите дечиња во Охрид и околината и со тоа ги исполна дел од нивните желби. Ги слушнавме и неговите новогодишни желби. Во рамки на ова издание на емисијата ќе слушнате и дел од најубавите моменти кои што ги одбележаа изминатите 6 месеци откако се снима емисијата На Муабет. Па нека започне патувањето низ ова новогодишно издание На Муабет. Каде ќе дочекате новата година? Дома, фамилиарно. Која е вашата новогодишна желба? Што да ти кажам, здравје, среќа на сите да дават. Тоа е, работувајте за владиве. Каде ќе дочекате новата година? Дома. А која е вашата новогодишна желба? Здравје. И што друго? Ништо. Која е вашата новогодишна желба? Здравје. Каде ќе поминете новата година? Дома. Каде ќе поминете новата година? Дома. Која е вашата новогодишна желба? Подобра Македонија. Новогодишно здравје, да немат болести тие работи, да му име слободно да се движиме и така. Ви благодарам, среќна нова година. Среќна нова година. Година со семејство дома. Вие? Исто дома, во домашни услови. Која е вашата новогодишна желба? Да помине ова болест коронава и да почнеме нормално да живееме и многу здравје и среќа на сите луѓе. Вашата новогодишна желба? Мир, љубов и среќа меѓу луѓето. Новогодишниот период дефинитивно е најубавиот од годината. Магијата веќе полека не зафати сите. Еуфоријата се чувствува низ улиците, граѓаните се подготвуваат за прославата. Ги слушнавме нивните мислења, најголем дел од нив сепак ќе останат дома во домашни услови, но ја очувствуваат магијата која што ја носи новата година со себе. Сите на иста желба, сакаат короната што побрзо да си оди и светот некако веќе да оздрави. А ние денеска и дојдовме во посета на еден Дедо Мраз, кој што на свој начин носи насмевки на многу лица. Ќе кажам здраво и ќе кажам благодарам за гостопримството на Виктор, познат како Вик, најмладата публика барем те знае како Вик Какароцки, нели? Ти благодарам пред се за гостопримството и за ова што го правиш. Првин здраво Охрид Њуз, здраво Кристина и тебе, здраво и Ана Марија. Па, како што знаете, јас во Стобекс имав часови, ги учев на најмалите деца кога беа во карантинот. И на иницијатива од мои пријатели ми пратија едно 3-40 пакетчина за да му ги дам нив. Јарно ме објавив и тие 30 се направија 100, други почнаа да донираат, трети, четврти, стигнавме до 500 бројка на пакетчина и решивме дека ќе има настан, дека сакаме сите деца да добијат пакетче. И успеавме, лани собравме некаде околу 2000, така 2000 горе-долу. И стана настанот ова што е денеска сега, што е станат да можеме да посетиме школи, да одиме во градинки, кај лица што најмногу му треби, кај сите, буквално, како што пише тоа дека пакетчина за сите дечина и сите дечина си добијат пакетчина. Иначе целата иницијатива не е од онака само иницијативно, како што кажав, испадна случајно, све испадна случајно, све што правам јас од прилика е случајно. Да, децата и возрастните веќе те препознаваат охриѓани по твоите хуманитарни чинови, по твоите волонтерски активности, но сепак некако ќе кажам дека Дедо Мразот Виктор им е најдраг на дечињата, па и оваа година се организира акцијата, еве ми се чини дека зеде помасовен замав оваа година. Колку пакетчиња се собраа, каде се донира? Да, вчера баш после од почетокот на акцијата, некаде кај што почна
5 или 7 декември, баш вчера конечно застанав да рачунам колку пакетчина се купени и дајани. Некаде целата акција со си денеска треба да стигнат, значи денеска еден ден пред главниот настан, треба да стигне некаде околу 1000 пакетчина и со си денешниот ден собрани се некаде околу 6800 пакетчина, од кои 4500 пакетчина веќе ние ги имаме поделено, значи како што кажав, се делеше по најчесто по школи и ова мислам од кога завршивме со лицата со кои се примарни во наша акција, тоа се лицата со попреченост, лица кои се ето така со социјална помош што примаат и имаме списоци нели од тие и кај што носиме. Кога завршиме со нив, некаде завршиме пред 2 недели, поделивме секаде, ево ќе издвоам во тајните на моето срце, бевме пречекани прекрасно, значи децата можда ko се гушнавме сите 5 минути се гушевме, така беше тоа еден многу јак момент ето за мене и за децата што се таму. Поздрав до Мартин, ево, од дечината и до Димитар и до Филип и до Стефан, да не заборам некој да не го грешам. И мислам после тоа по другиве градови почнавме да делиме, пошто стварно многу пакетчина се собраа и не можевме само Охрид, мислам стварно ептен се собраа и мене ми текна на идеја ќе делиме пакетчина, следниве овие што се за другиве места, ќе делиме пакетчина по забораени села и места, пример. Бевме цела Дебарца, ево ќе ви открием на тајна прв пат, Дебарца ги добија најквалитетните пакетчина. По некоја случајност, не знам каква, најквалитетни да му добија. Кичевски села, прв пат што слушам, немав ни слушнато за такви села, пак ќе речам да не набројувам, ќе заборам, некаде околу 30 села, само ја што ојдов и што ги посетив. И така, значи тоа ни беше забораените деца од некои села забораени и места забораени, да бидат тие опфатени, да бидат тие насмеани. И како што кажа ти, значи акцијата биде многу ептен на Инстаграм. Поздрав до Дарко, еве, ова е можност. Тој ја крена работата таму на Инстаграм, ја крена галамата и ево, сега сме многу, мислам, јас сум многу исполнат од цела работа што направивме досега. Ни остави туше главниот настан во среда, кој ќе се надевам спектакл. Има ли надеж дека акцијата до година, еве да речеме, ќе стане уште помасовна и ќе се делат пакетчиња за сите дечиња низ цела држава? Па да, заборев да кажам дека ние по карго, мислам вчера, по карго пративме некаде околу 800 пакетчини и денеска треба пратиме околу 500, ми се чини. Значи, скоро 1500 пакетчина пративме по карго, за да се опфате некој пример, ево, Берово праќаме 300 деца, сите деца што биле таму. Ето Берово толкова било, сите деца да имат и околните села. И се надевам дека другата година ќе осмислам поинаков начин. Имаме на поинаква идеја за другата година. Ќе треба поиќе малце работа и ќе треба работата да почне малце порано од декември. Ама се надевам дека со добар тим, како што имам досега, и со добра иницијатива, дека можно е да стигнеме, да ја преминеме ова граница од 7.000 и да речеме ова година што ќе ја поставиме. Барем да стигнеме до 10, може и поиќе. А заборев да кажам, ние покрај тоа што поделивме толку пакетчиња, ние лично што ги добивме и што ги купивме и што ни ги дадоа, поттикнавме 3-4 акции големи, значи во акција во Ресен, акција во Штип, ова акција што ја кажам во Берово, во Демиркапија и во други места, така, пак ќе речам ќе заборам некој, кај што тие од кога му пративме ние пример 100 пакетчина, тие направија акција и собраа пример 700-800 и тие ако ги броиме со сите тие, цела ова година може да се собере до 10.000 бројка, што е стварно голема бројка, значи стварно 10.000 деца да се среќени. Па и не само деца, таму кога одевме во селата таму во пример во Ресенско, и на сите што си седеа тука на продавница, на сите ајде, сите да се радваат. Интересно. Како што кажав и во најавата, Дедо Мразот кој што на свој начин донесе малку среќа и свежина во овие тешки навистина денови за сите. Сега Виктор, ти си постојано со децата, постојано си со луѓето и ова е емисија посветена на новогодишните желби. Кои се новогодишните желби на децата што му ги кажуваат на Дедо Мразот Виктор? Па децата кога ќе види Дедо Мразот Виктор, првин го прашаат зашто немаш бела брада.
Тоа е најголемата Да, желба дедо тоа е- нас од Виктор да има бела брада. Да, бела брада. Зашто не ти е бела брада? Јас му кажам оној што е со бела брада, тој ќе ви продаде поклончина и ќе ви речи дај ми 100 денари да се сликаме. А јас сум овој со црна брада, внук му кажам, јас сум внук му од Дедо Мраз, кој не ви бара ништо, само ви дават и тоа е тоа завршена работа. Иначе децата, што знам, никој дете не дошло и не ми рекло ова ми е желбата, ама на сите гледам дека желбата му е што порано да заврши тоа незгодно време, како што кажа и ти. И сите саке да се срекни. Тоа е најбитното. Сите саке да се сакаат. Тоа е. Сите саке да се му се пружат малце внимание. Сите саке добро. Децата се неискалени луѓе. Децата само добро мислат. Тие не знаат да смислат лошо. И затоа мислам барем нив тие да се оптерет, да се тргнете од теоретувањето од тие старосни граници барем до 14 години веќе се деца, да се ослободите еднаш за секогаш, да се сватите дека тие треба да си го живеат детството баш како што личи на едно дете. Иако што е во Македонија, иако што ситуацијата таква што е, Македонија е покрај се преуба со други природни и други историски богатства и све, а ние секогаш се осврнуваме како таа некоја материјален пристап на работите и секогаш овиме према материјалното, а не према, да речеме, духовното и према тоа да помогнеш на друг. Сите гледаме само што е за себе. А децата сега баш се калет, мислам, тери да му се отвори тој пат, да сватат дека не се сами и да сватат дека овој свет не е само тоа јас, туку малце да видиш и другото дете што сакат и да му поможиш и така да има соживот е главниот збор. Тоа е изгледа главната соживот е главното од ова све што кажа се соживот. А која е твојата новогодишна желба? Па ево, мојава новогодишна ја кажав сега. Малце да се свртиме, да видат тие што се најголемите компании, да видат тие најголеми фирми кои стојат за сето владарство во светов, да видат дека не се најбитни само материјално, битно е малце и да имат соживот меѓу луѓето. И тоа е најбитното, друго нема. Јас како што кажав и на најавата за настанот, уште кога не беше околу голем настанот, кажав не морат преку мојава организација да донираш. Види, сврти се околу тебе. Значи, кај што живееш, сврти се околу тебе, види од прилика на кому трет, оди, земи, остави го пред врата на човеков пакет, че што и да му трет, остави го пред врата. Ќе се изради, ќе се ме разбираш што ми е поента. Така, да донесеме малку среќа кај луѓето и малку насмевки. Да. Јас ќе ти се заблагодарам за разговорот, ќе ти се заблагодарам уште еднаш за ова што го правиш, ќе посакам акцијата навистина да прерасне уште поголема и да се остварат новогодишните желби, барем на дел од луѓе. И јас се надевам дека ќе продолжи Охрид Нјуз со прекрасната работа. До сега ќе ја правите. Поздрав до сите, до цела екипа Охрид Нјуз, поздрав до охриѓани, поздрав до сите луѓе што гледаат овој подкаст такозвани или разговор обичен. И тоа е, да ви посакам среќна нова година, да ви посакам среќни празници, да сме здрави и живи сите и тоа е животот. Само здравје, успех, напред и нема размислување. Само напред, нема ни што било ни како било, само напред. Убави моменти извлековме од овој разговор и се надеваме дека ќе ја поттикне хуманата страна кај граѓаните, што всушност е и символиката и на новогодишните и на божикните празници. Да подариме колку што можеме, ако ништо повеќе, барем насмевка и убав збор. Луѓето навистина се желни за сето тоа. Во продолжение на емисијата ќе ги слушнете најубавите и најдобрите моменти кои што беа во текот на снимањата на емисијата на Муабет во ова измината 2021 година од страна на нашите гости се разбира. А јас од името на целата редакција на Охрид Нјуз и од името на екипата на емисијата на Муабет ќе ви ја честитам новата 2022 година. Ќе ви посакам многу здравје пред се, многу љубов, многу среќа. Ќе ви посакам сите да си го следат својот сон и да трагаат по она што го имаат како зацртана цел, затоа што на крајот на денот никогаш не треба да се откажуваме. Нека е среќна новата 2022 година. Јепа, драга бандо, добре дојдовте во емисијата. Секогаш, ама буквално секогаш те гледаме со велосипед, дали возиш автомобил и второто прашање е дали би си ишишал косата. Па, точакот, бициклот, велосипедот го доживувам како
една од најголемите слободи кои може да ја имаме. Значи, можеме да се движиме, да гледаме разни сценарија, да кажам, околу нас, планини, езеро, реки, и тоа е дел од мојот живот, начин на живот. И токму тоа го промовирам и во видеоспотовите, а и секојдневно кај да сум, дали сум бил Њу Йорк, дали сум бил Кина, дали сум бил Македонија, се возам точак, стално. И ако немам, ќе изнајмам. Кола, воопшто автомобил немам. Јас положив пред да заминам на студија, никога не влегов в кола. Никога бидејќи не беше некако никога мој префериран начин на патување и мислам дека сум многу занесен во музикава, што мислам дека сум опасност на патот ако возам кола, автомобил, и се решив да користам други превозни средства и така и нели заради природата на мојата работа, ако патувам Азија, колата нема многу да ми притребат мене. Што се ресува за косата, како тинејџер имав цело време кратка коса и покасно во после студиите си на некој начин имав кратка коса и после некако ми стана дел од мене долгава коса. Не се замараш, не ја шишаш, не се толку грижиш за незе, поедноставен беше животот и ми стана некако дел од мене. И сега сум како Самсон, мислам дека ако изишам косава ќе ја изгубам и сила. Која песна папа си ја нарачува во кафана? Лихнина. Прав охриѓанец. Апсолутно. Втората е која е најдобрата шега што си ја слушнал за пештанци? Да поседевте, ке спржневме нешто. Го правиш тоа како вистински пештанец? Апсолутно. 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 Кој ти е омилен цртан или омилена детска игра еве со Дамјан што ја практикувате? Омилен цртан ми е Том и Џери, нема друга. Игра со Дамјан што имаме, генерално сега наистина ни е интересни брканиците или кренките, каде што смешен ми е Дамјан, пошто ќе се скрие позади една од столче и мисле дека се скрие цел. И да, тоа ми е дефинитивно интересно кога се бркам со него кod ова. Така, значи одржувате кондиција, мора. Кардио. Кардио кондиција. Да. Со кого би сакал да застанеш на иста сцена? Македонија со Владко Стефановски. Од светот? Стинг. Колку е време потребно една девојка да се подготви за настап? Зависи како сака девојката да изгледа на настап. Не знам, мене лично ми се потребни околу 30 минути. Доволно време. Па се наде. Пак ќе ти речам зависи кој како сака да изгледа. Тоа е многу субјективно. А за излегување? Само биде си тоа што си, не знам, јас не ја гледам потребата од премногу шминка и не знам. Што Емилија сакаше да биде кога како мала, што викаше дека сака да биде кога ќе порасне? Многу разочарувачки одговор ќе ти дадам сега, бидејќи немав никаква посебна желба. Наставно музика да се појави во моите средношколски денови. И како што кажав на почетокот, тоа само се разбуди дел од мене и тргнав по тој пат. Немав некоја особена желба искрено. Сакав се да видам и да пробам. Па, на добар пат си сигурно. Да, на добар пат сум. Со кого би сакала да испееш дует и да застанеш на иста сцена? Тешко праша. Со Ник Кейв, може. Тој ми е доживотна инспирација. Кој филм или актер најмногу те нервира? Филм. Или актер? Можам да кажем за актерка Сара Джесика Паркер. Не знам зошто, мислам дека немам ништо против, меѓутоа мислам дека не знам, мислам дека Холивуд понекогаш ги злоупотребува односите помеѓу мажите и жените и дека се манипулира само за сметка на гледаност и така натаму. И мислам дека сексот и градот е серија, ако може. Да. Да не ме сватат дамите, респект за дамите секако, од секогаш го имале централното место во мојата стендап комедија, затоа што многу се трудам да бидат испочитувани и секогаш да се во фокус.
Не знам, ете, не можам да објаснам, ама некако, не знам, може би ете тоа е изборот. Се изнасмеав и те препрашав уште еднаш, затоа што навистина Сексот и градот е серија која што трае. Но ете, еве интересен. Еве, јас сум ограничен и тоа е тоа. Добро. Следното прашање ми е кој ти е омилено јадење? Омилено јадење белгици. Белгици. Од кога не си каснал добра белгици? Немам каснато одамна, ама ево сега, и што ми дојде, ќе морам да каснам. После ова наручек. Добро, кој е излегувањето што ќе го паметиш до крајот на животот? Излегувањето што ќе го паметам до крајот на животот е кога бевме студенти со мојот колега и брат Стрезо Стаматовски во Софија. Една негова девојка имаше роден ден и консумиравме рум во прилично големи количини и од тогаш наваму не можам да го поднесам ниту во колачиња. Така да мислам дека ете, велат луѓето дека кога ќе се опиеш забораваш, напротив, јас памтам. Значи меморијата Да. работи. И последното прашање од овие кратки прашања, што е најстаро во Центарот за култура во Охрид? Што е? Најстаро. Најстаро? Да. Системот за загревање, за затоплување. Така. Тоа е најстаро. Мислам, публиката знае. Се надеваме дека еве. Се надеваме ќе се дека обнови. ќе се обнови. Искрено се надевам дека ќе се фокусираат малку и дека Охрид ќе добие една прописна театарска зграда, нешто што му доликува на нели градот, на УНЕСКО, културната лука и сите тие перипетии. Архивот на град Охрид е отворена институција. Најмногу пишувам во ноември. Така, во Да, ноември. не знам Може- зошто. Ете, може би е тоа токму твојот месец, вела дека секој си има по еден месец. Јас, например, пролетта ја сакам повеќе. И јас се сакам пролетта повеќе, ама не знам зошто е токму во ноември ми е некако најмесец за пишување. Која е Наташа? Па, види, Наташа, тешко е да се опишеш себе си. Наташа би рекла дека е влюбеник во сликањето, влюбеник во животот, влюбеник во поезијата, особено она на живењето. Се она што сум вкусила, што сум пробала, сите луѓе кои што сум ги запознала, се она што сум направила, сето тоа е дел од мојата фотографија. Види, Охрид искрено е еден од градовите во Македонија со најдобра сцена, ето ќе ја наречам, музичка. Во смисла е многу културен град, има многу добра понуда. Настан што го бележа летово за ансамбл Билјана и Джем Сешанот во чест на нашиот починат другар Андреј Лавровски, што беше на 16 јули на плажата Аквалина и можам да кажам дека беше едно, видите, самиот настан, каков е поводот, си има посебна енергија и тоа со зборови не може да се опише. Тие што беа на настанот знаат затоа што таму нешто друго не сплотува, што стварно не може да се опише. Тој настан го правиме секоја година традиционално во чест на Андреј. Вистински охридски дочек може да го наречеме. Вистински охридски дочек. Која е новогодишната желба за Ѓоко Тамевски? Тоа не го прашавме. Споменавме дека доаѓа нова Може година. би е клише, ама стварно сакам да заврши ова пандемијава, да се олабавиме, да можеме да се прегрнеме, да се гуштиме, да не е све со страф. Така, мислам дека Да сме живи и тоа здрави. е новогодишната желба на На сите, не само дај Боже Да. да оздрави светот и Така. свирките и концертите и целиот Све живот со да се страф. врати. Искрено кажам, мене све ми е со доза на страф. Оваа година прославуваме, ова е заедничко ателје и галерија, каде што се представени слики и дела на мојот татко, Славко Упевче, и мои дела изработени во минатите години. Ова година прославуваме 30 годишнини јубилеј од отварањето на галеријата. Што е одбележа оваа година? Па оваа година, викам, последниве 2 години малку се со самава пандемија, малку се намалени активностите. Оваа година бевме дел од организацијата на Деновите на македонска фотографија. Значи ни припадна таа чест, сета организација во Охрид беше на теретот на фотоклубот на Охрид
Иначе, точно, сме организирале претходни години и меѓународни изложби, кои се онлайн изложби, не се на принтана фотографија, а изложбите од Фотосојуз се секогаш со принтани фотографии, што е посебна тежина.